Доживотен затвор за Манев, Видевски, Кешишев и Палевски побара обвинителството на завршницата од судењето за убиствата на Вања и Панче. Сите докази укажувале дека тие се сторители на двете злосторства, па во своето последно обраќање до судот, обвинителките порачаа одземање на човечки живот, особено на дете, општеството нема да толерира. Панче бил убиен од користолюбие, неговиот автомобил да се употреби за друго убиство. Мотивот за грабнувањето на 14-годишната Вања, според обвинителството, некогаш и не мора да се открие, ама тоа не е пречка обвинетите да се осудени за кривичните дела. Говорејќи за секој одделно, обвинителката рече дека Манев, Видевски и Кешишев, секој поединечно како сторител на двете убиства го посочиле Палевски, а тој бил и креатор на планот. Иако тврдел дека нема вмешаност, освен од исказите на тројцата обвинети, на потврда дека тој е директно вмешан, укажале и снимки од камерите по скопските улици, но и домот на Манев. Сршта во нивното делување се парите. Во нивната умисла стои да земат пари од фамилијата Ѓорчевски, ама не кажуваат дека за тоа се спремни и да убијат. Најстрога казна обвинителството побара и за таткото Александар, за кој рече дека тој го информирал Палевски за деновите кога Вања сама оди во училиште. Обвинете за помагање во грабнување, кривично дело за кое законот предвидел казна од 1 до 10 години затвор. Според обвинителството, иако не постои доказ за меѓусебна комуникација, никој друг освен родителите на Вања не би знаеле дека тој ден ќе излегува сама од зградата. Не тврдиме дека сакал да му го убијат детето, ама имал придонес во киднапирањето, истакна обвинителството. Одбраната препозна потврда дека не се докажала вмешаноста на Александар. Никаде не е спомнат, ниту таткото, ниту било каква конекција со него во врска со извршувањето на кривичното дело. Завршни зборови имаа и адвокатите на оштетените семејства на Вања и Панче. Во кривичниот прогон на обвинетите со барање за парично обештетување се приклучија ќерките на Жежовски, а одговорност за Александар побара и неговата поранешна сопруга и мајка на Вања Зорица Ѓорчевска. Преку незината адвокатка упати и писмо до судот. Во текот на процесот беа презентирани докази и сведоштва, слушавме теории на заговор, местенки наводен политички прогон, но за жал еден факт останува непобитен. Вања ја нема. Ја киднапирале и ја однеле, ја убиле безмилосно, на најбрутален начин, напишала во писмото Зорица Ѓорчевска, мајка на убиената Вања. Судењето со завршни зборови продолжува идната среда. Зоран Јаневски, Сител телевизија.